بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا كريم. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створител на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата чесна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, добро дојдовте на новиот меџлис, на меџлисите на фикхот. А тоа е практичните дела на верникот. Како што е основа од основите на верникот да знаат за теухидот, за сведоштвото на верата, така е основ и услов да знаете и да има знаење за практичните дела, затоа што човекот, ако нема знаење за практичните дела, не може да го обожават на Аллах субханаху ва таала, на тој правец и тој начин што Аллах субханаху ва таала го барат од него. Се барат од него и ние вечерва ќе зборвиме за прописите на тејеммумот. Ако ви текнува на почетокот кога почнавме за чистотата, прописи на чистотата, и кажавме дека чистотата се извршува со две материи. Кои се тие? Вода и земја. Ние нормално дека со земјата, со водата завршивме. Завршивме прописите со водата детално. Све како да се чистиме, па потоа абдесот, па со која вода треба да се чисти, која е чиста, која не чиста, која е чиста во себе, не ги чисти другите. Све ова е кажано и објаснато во претходните дерсови. Имаме уште два поглавја и ќе завршиме за прописите за чистотата све, комплет. Значи ќе почнеме после со поглавието на намазот во фикхот. Но кога ќе се заврши ова поглавје, нормално дека ќе имат еден тест голем, негде 40-50 прашања или 60, зависи. Ама ќе имат големи награди за оние што ќе ги земет оценките, значи целосно ќе ги земет точките, целосно ќе ги исполнит. Значи сите, ако оној што ќе одговори 60 на 60, ќе имат поклон иншалла умра. Ќе имат поклон што? Умра. Ќе имат поклон, ќе се објавит во групата после. Значи, нормално дека за да одговори 60 на 60, потребно му е не само она што ќе се пушти во книгата, него потребно е да ги слушат и дерсоите, затоа што ја имам даено некои месели што не се каде? Во книгата. Или најточното мислење, најисправното мислење што имам одбрано јас додека имам зборвено во дерсоите. Не она што пишет во она кратката книга што ние земиме за база таа книга. Второто место ќе се одлучи што ќе имат и тој ќе имат некоја награда и третото место ќе имат некоја награда. Исто, значи прво, второ и трето место ќе имаат поклони и ќе имаат награди и ќе ги израдвиме затоа што ќе заслужуваат. Тој што ќе одговори 60 на 60 на овој тест, на вистина ќе заслужи да имат некој поклон голем. И затоа да се спремат од сега, пред да дојде времето на тестот, затоа што немаме, уште два поглавја имаме. После негде ќе оставам можда 2-3 недели максимум, за да се спремат за прашањата, да ги читат дерсоите, да ги слушат дерсовите што се во Телеграм и во Ютуб, се тие дела исто за прописите на фикхот, па ќе треба да одговара. И се надевам, ова нема да биде само за мажите, ова е и за жените. Сите општо влегуваат во ова награда. Машки, женски, мажи, жени.
сите влегуваат во оваа награда. Кои ќе заслужуваат? Ќе одит со името на Аллах субханаху ва таала, значи тоа ќе му се дават. Изборот е збор, што се видите. И знаете дека јас кога ветувам, не сум од тие луѓе што значи го кршам ветувањето и не го исполнувам тоа. Затоа сега слушајте внимателно што ќе биде за прописите на теемумот, затоа што нешто е во книгата, нешто не е во книгата, е додаток од другите книги и од другите докази. Прво, што значи теемум? Дефиниција на теемумот, како секое поглавие, ние објаснуваме прво што значи тоа. Затоа што да имаш предвид, пред да влегуваш во една тема, мора да имаш предвид целосно за таа тема. Сега дефиниција на теемумот. Во јазнична смисла теемум што значи? Намера. Теемум значи намера. Кога човекот ќе се прави намера за нешто да го стори. Затоа Аллах субханаху ва таала во сура Маида, кога зборуват о верници, немојте да правите гревој, например во месеците, во тие месеци што се честни месеци кај Аллах субханаху ва таала, свети месеци кај Аллах субханаху ва таала, велите немојте да ги наштетите на кого? Да им правите штета, вала амина бейтел харам. И оние што имаат намера, се обратени за да одат кон ќабето, не смете да им правите штета, да им сметате во нивниот пат, затоа што тие се во свети месец, во свет месец, и не смеш тука да кршиш Аллахов закон. Значи, кај сакам да излегувам со ова? Зборот теемум што значи? Што значи теемум? По јазнична смисла? Намера. Видете тука. Теемум по јазнична смисла намера. Кој ќе прави човекот намера за нешто. А ние што правиме со ова намера, со што одиме кон чистата земја, површината на чистата земја, и ќе кажеме после описот како се земат теемумот. Добро, во шеријатска терминологија, што значи теемум? Триење на лицето и дланките од чиста земјина површина, со точно определен начин, со цел обожување на Аллах субханаху ва таала. Или пак обожување на Аллах субханаху ва таала со триење на лицето и дланките од чиста земјина површина со точно определен опис или начин или форма, како сакаш. Значи мора да биде со определен начин, опис, како што пратеникот саллаллаху алейхи ва салем земал, не како што тебе ти одговара или ти како што знаеш ти. Не, мора да биде прописно по шеријатот и она што се бара од тоа. Од чиста земјина површина, што значи да ако некоја земја има нечистота, не е чиста, дозволено да се зема теемум од тука? Не е дозволено. Затоа во терминологија влегуваат прописите. Исто. Учењаците, за да стават една кратка терминологија, тие ја студираат цело поглавје, па потоа стават кратка терминологија за да се знае за што се зборува. Тука влегуваат и дефиницијата, влегуваат и условите, и другите, и описот, и све влегува тоа. И ниетот, намерата, зашто го правиме овој ибадет? Значи покорност кон Аллах субханаху ва таала, обожување. Добро, која е основата на пропишаноста на теемумот? Кои се доказите за ова? Прво, теемумот е пропишан со Куран, со Аллахов збор, со суннет, и тоа со збор на пратеникот саллаллаху алейхи ва салем, со дејство негово и прифатеност од него. Значи пратеникот саллаллаху алейхи ва салем го имат прифатено теемумот кога асхабите, како Амр ибн Ас, кога зеде теемум, пратеникот саллаллаху алейхи ва салем го прифати од него, и ќе кажеме сега. Од Куран, Аллах субханаху ва таала, доказ од Куранот, Аллах субханаху ва таала во ајетот на абдесот во сура Маида што вели? Па ако сте џунуби, искапете се. А кога сте болни, или ако сте болни, или на пат, или некој од вас изврши нужда, или извршите однос со жените, па не најдете вода, тогаш земете теемум од чистата површина. Земете теемум од чистата површина.
Од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем многу докази, од неговите зборови, како што кажавме, неговото дело и неговото прифатеност. Од зборовите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, значи доказ за ова хадис, одредена ми е земјата како џамија и за чистота. Вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, значи мене земјата ми се има одредено. Аллах субхану таала цела земја мене ми има направено џамија. Што значи ова? Поранешните народи не смее да клањај како каде сакај тие надвор. Тебе сега надвор, знаеш, гледаш место чисто, земја, трева, смееш да клањаш. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели тебе тоа ти е како џамија, ова е особено. Особина за умметот на кого? На Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Претходните мора да клања во местата кај што беле определено беше за да се обожават Аллах субхану таала. Мора да оде таму па да извршит ибадет. Не смее да клањае надвор, каде што му текнало само да е чисто. Ова е особина на кого? На умметот на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Значи ми се направено велит мене, Аллах субхану таала ми имат одредено земјата да ми биде џамија и што друго? Што рековме? И за чистота, да извршам чистота со тоа. Ако не најдам вода, да ја употребам земјата, кога сакам да клањам, не најдиш вода за да земаш абдес, значи со земјата, со површина, чистата површина на земјата ти смеш да земиш теемум, како што кажиме описот, и ти можеш да го обожаваш на Аллах субханаху ва таала. Друг хадис на пратеникот салаллаху алейхи ве селем што вели? Чистата земјина површина ти е доволна, макар и да не најдеш вода. Тогаш ми се со неа. Да не најдеш вода, вели во друг хадис вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ако не најдеш вода 8 години. Па ако најдеш вода, тогаш да се измиш со тоа. Значи кога се употребат земјата? Кој е услов првиот? Ке кажеме сега, интересантно е. Кога не најдеш вода и кога најдеш вода истовремено. Ова е чудно. Сега ќе се мисли како и најдеш и не најдеш. Ке кажеме сега. Кога не најдеш вода, мора да употребуваш земја. Па кога најдеш вода, пак дозволено ти е да употребуваш земја. Сега ќе кажеме како, зашто сега видите интересантно. Од неговото дејство дека тој земал теемум. Асхабите, значи од дејството на пратеникот, дали тој некогаш земал теемум? Да. Земал пратеникот салаллаху алейхи ве селем теемум. Од неговото прифатеност, значи му прифатил на некој друг пратеникот салаллаху алейхи ве селем теемумот. Да, тој го прифатил теемумот од асхабите, како од Амр ибн Ас во битката на Зату Селасил. И ако тој имал вода, Амр ибн Ас, но не можел да ја користи затоа што беше многу студено и се плашеше дека ја користи таа вода ке умрит. Ке настини, ке се разбуди многу, и тој земал теемум. И пратеникот салаллаху алейхи ве селем, некој од асхаби отиде ке пратеникот салаллаху алейхи ве селем, му рекол овој употребил теемум, а имаше вода, ама се плашеше од студот и клањал со нас, рече имам плюс. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем го праша на Амр ибн Ас: зарем клањаше со твоите другари, а ти беше во безабдес, голема безабдесна состојба, значи џунуб беше. Рече да, ја Расулаллах, затоа што го имам читано ајетот на Аллах субханаху ва таала што вели: "Вала тaqtulu анфусакум", и немојте да се убивате сам себе си. Значи рече ја Расулаллах, јас ако употребев таа вода јас ќе се разболев и ќе се уништев и ќе умрев, па затоа зедов што теемум употребил чиста земја. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем се насмее. И ова е прифатеност дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем го прифати дејството на кого? На Амр ибн Ас. Добро. И исто е пропишано со консензус на учењаците. Теемумот е прифатено и пропишано со консензус на учењаците. Согласуваат дека тоа е пропишано во Ислам ако се исполнуваат условите и дека теемумот е замена на водата. Че теемумот е пропишан да се исполнет условите и е замена на водата. Добро. Теемумот е замена на водата, како што кажавме,
наместо водата имаме ние едно правило каде што велит. Едно правило што велит во фик. Маката или тешкотијата ја привлекува леснината. Маката или тешкотијата ја привлекува леснината. Ова во све, браќа. Нашата вера е лесна. Како, например, пратеникот салаллаху алейхи ве селем рече клањајте од нанозе. Така? Па кој немој да клањат на нозе? Како клањат? Седнат. Ова е замена на што? На што? На што е замена? Седењето, што е замена? На станувањето. Од станат не можеш да клањаш, од седнат. Ова е замена на она што треба да се клањат, станат. Па ако не можеш седнат, легнат. Ова е замена на седењето. Значи, тешкотијата или маката ја привлекува леснината. Исто и овде сега. Имаме вода, но опериран си, ке кажеме сега, подолу. Опериран си, имаш вода. Ама докторот рече не сме да имат допир на кожата водата, затоа што ќе се уништиш, или ќе се разбуш, или ќе умреш. Не сме, зашто операцијата строго е забрането да има допир на водата до кожата. Сега што ќе правиме? Имаме вода, ќе земиме темум. Ова е замена на водата. Земјата е замена на водата.